Сензорните соби во основните училишта во Штип не значат ништо ако затоа нема соодветен обучен кадар, вели Зоран Мијалков, родител на деца со попреченост. Додава дека најважно за една сензорна соба е да се има соодветен обучен кадар кој ќе работи со децата. Воспротивно може да се постигнат многу несакани ефекти и да дојде до епилепсија, на пример, кај децата со посебни потреби. Разбере сензорна соба, значи џабе и најдобро опремена сензорна соба. Еве, ова просторија да направиме сега сензорна соба. Ништо нема да значи таа, затоа што има си наука за тоа. А они не се консултираат со стручни лица, они глумат пред Европската унија дека прават нешто за децата. Сензорните соби буквално се перење пари во оваа земја, нека ме тужат ако не е така. Затоа што научно е докажано, за една сензорна соба да биде сензорна соба, најбитното нешто не е да биде опремена како сензорна соба, туку да имаш обучен кадар кој што ќе работи со децата во сензорната соба. Сензорна соба се нарекува затоа што нашите деца сензорно се преосетливи на звуци, на допир, на текстура, на светлина. Да. Значи во сензорна соба, ако ти го внесеш детето и нема стручен кој што би работил, би можело да дојде до уште поголема преосетливост да му направиш на детето и да дојде до епилепсија, до епинапади. Која фреквенција ќе биде музиката, дали детето може и колку смее да го допира атрактивниот зид во сензорната соба и слично, се прашања кои треба да бидат одговорени и регулирани од страна на соодветен кадар пред едно дете со посебни потреби да влезе во една сензорна соба. Мијалков вели дека само на таков начин може вистински да им се помогне на децата со посебни потреби. Обучивте ли кадар кој што ќе работи во сензорната соба? Не. Па ништо не сте направиле. Поовно не ми го ни носите детето во таа сензорна соба, може да му направите проблем. Затоа што многу е битно која фреквенција на музика ќе биде. Ако е детето осетливо на текстури, да не му дозволуваш на тактилниот зид да допива, затоа што преосетливо ќе му створиш и ќе дојде до тантруми, до само агресија. Значи, има си цела наука за ова. Значи, треба да прашат. Нема потреба да се мисли нешто ново, вели Мијалков. Доволно е да се следи примерот на развиените држави и на тој начин да функционираат соодветно сензорните соби во училиштата во нашата држава.